Судија, ве молам сведокот да нема концепт кога дава исказ. Да, тој со себе понесе пари и уплати 12.000 евра. Ајде да почнеме од вашата прва децидна констатација пред јавниот обвинител, за мотивите поради кои вашиот сопруг замина на лекување во приватната клиника доктор Жан Митрев. Ке прочитам па ке предочам на советот. Почнувате со следното да ви ги објаснам мотивите за да го лекуваме Никола во една ситуација кога немаше некои големи симптоми за да разберете зошто сме го однеле во болница. При крајот на 2020 година татко му на Никола, мојот свекор, се лекуваше исто така од ковид, исто така во Жан Митрев, но тој беше повозрасен и го однесовме во болница. Тогаш се излекува и 1 месец потоа почина. Не знаеме дали е поврзано со ковидот, но во секој случај беше една околност. По ова на почетокот на 2021 година сестра му на Никола заболе од ковид и само за 2 дена откако дознавме дека е болна, пред воопшто и да ја однесеме во болница. Бидејќи беше здрава, без особени симптоми, таа почина како резултат на тромб, кој се откачил буквално за 2 дена од заболувањето. Поради сите овие работи кои ни се случија претходно, кога се разболевме ние, јас и Никола, одлучивме Никола да оди во болница иако состојбата не му беше особено лоша, но загрижени бевме бидејќи неговата сестра, ви кажав на каков начин нагло почина. А впрочем отидовме и двајцата, но мојата состојба ми рекоа дека не е за хоспитализација бидејќи јас на вистина бев добра. Можам ли да констатирам дека ова што денеска го прочитавме е изјавено од ваша страна? Да. Да, тоа е вистина, така беше. Тоа се мотивите зошто одбравте да се лекувате во Жан Митрев, да или не? Да. Еден дел од исказот кој што овој суд го нема пред себе, но ние ќе го предочиме на Мелита Брезева сослушана пред јавниот обвинител, би сакал да го предочам на сведокот со дозвола на судот во кој што сведокот изјавува. Парите сам ги спреми и ги однесе во Жан Митрев, ја знаел постапката бидејќи иста била и за свекорот. Дали е точно дека вака изјавивте пред јавниот обвинител? Да. Можам ли да заклучам дека вашиот сопруг самиот одлучил да се лекува во приватна болница? Да. Можам ли да заклучам дека тој од своји лични средства однел пари да плати? Да. Изјавивте дека вашиот покоен сопруг ја донел одлуката верувајќи во болницата, исто така и вие. Можам ли да заклучам дека после неговата смрт вие сте биле незадоволни од приватната болница затоа што тој почина? Да. Можам ли да заклучам дека тоа незадоволство сте го формулирале како некаква пријава за несовесно лекување некаде? Да. Можам ли да заклучам дека денес вие сведочите за несовесното лекување на вашиот сопруг, да или не? Да, лекувањето беше несовесно. Така и јас мислам дека вие за тоа сведочите. Имајќи предвид дека изјавивте дека сте поднеле пријава за несовесно лекување, можам ли да заклучам дека не сте поднеле пријава за измама? Да или не? Да. Не сте поднеле? Не сум поднела.